Професоре Трпески, на повидок е нов изборен циклус. Дали можеме да кажеме дека економијата влегува во нова неизвестна епизода и што всушност би значеле предвремените избори за економијата? Па видете, Република Македонија, впрочем како сите други земји од нашето окружување, се многу сензитивни на вакви политички случувања. Не е прашањето дали ние ќе имаме некој застој во економијата, туку колкав тој ќе биде. Пред се, значи, на удар тука ќе се најде извршувањето на фискалната политика, поточно на буџетот. До некаде до август месец 38% од дефицитот беше реализиран, но она што е суштинско е што имаше многу низок процент на реализирање на капиталните инвестиции. Ако има избори, а на повидок се известно е доста дека ќе има, тоа значи дека капитални инвестиции до крај на годината најверојатно нема, освен ова што е до сега реализирано, нема да се реализираат. И понатаму има мултипликативни ефекти врз реалниот економски сектор, врз фирмите кои што работат, соработуваат, користат пари од буџетот и слично. Дали ние сме всушност подготвени за едни предвремени избори? Видете се, предвремените избори се политичка одлука, нели? Од економска гледна точка, како што кажав, ние сме многу кревка економија и сензитивни сме на политичките случувања. Извршувањето на буџетот мислам дека ќе биде проблематично. Економскиот раст со сигурно ќе оди надоле. Одно што се случуваше во последните 2 квартали, тој позитивен залет, некои си позитивни индикатори кои што беа остварени, мислам дека до крајот на годината ќе бидат влошени. Последниот квартал не знам како би го завршил. Светска банка даде некоја проекција од 2,5%, да, со која што се направи корекција на економскиот раст кој беше првично, значи прогнозиран, проектиран од страна на владата на Република Македонија 3,2%, така? Врз основа на таа стапка на раст се базираше и буџетот. Верувам дека и Народна банка ќе направи некоја корекција. Мислам дека во ноември месец, на почетокот ноември, нели, оние полугодишни извештаи што ги дава, ќе направи корекција на растот. Сега не сум сигурен се дали ќе биде 2,5%, 2%, тоа е неблагодарно да го прогнозираме, но во секој случај ќе има забавување на растот. Можно е таа прогноза да се оствари. Сега спомнавте баш околу тоа на Светската банка дека се очекува раст од 2,5%. Па сега не знам ја Светска банка врз основа на што ја правила таа прогноза, затоа што ние уште немаме политичка одлука дали ќе се оди нема да се оди на избори, така да. Но во секој случај мислам дека она што ќе го направи Народна банка како проекција би била релевантна. Капиталните инвестиции потврлија. Што е причината според вас, професоре? Видете, имаше официјални соопштенија од владата за извршувањето на капиталните инвестиции, сите проблеми со кои што се соочили од технички аспект при нивната реализација. И мислам дека тие соопштенија кои што беа дадени се реални. Но за волја на вистината земено наназад години, значи последната декада да ја земеме, секогаш сме имале низок степен извршување на капиталните инвестиции. Овие сигнали кои што беа дадени, значи во македонската економија, оние најави кои што беа дадени од креаторите на економските политики, пред се вице-премиерот за економски прашања, министерот за финансии, јас очекував дека ако не се случат изборите, дека тој позитивен тренд ќе трне и дека оваа година би завршиле, доколку би можеле со повисок степен на реализација на тие капитални инвестиции и да се продолжи таа тенденција во наредната 2019 година. Кои се вашите прогнози за тие капитални инвестиции? Па видете сега, капиталните инвестиции се предвидени во буџетот. Друго е дали тие оперативно може да се спроведат, така. Еве да кажеме, инвестициите во патната инфраструктура, изградбата на автопатите, имаше технички проблеми, многу реални проблеми со кои што тие беа одложени. Министерот најави дека веќе ги отклонуваат и ќе почнат. Така да неблагодарно јас да прогнозирам сега тие како би ги реализирале тие капитални инвестиции. Еден од проблемите тоа среднорочно планирање. Знаете, во буџетите се внесуваат многу желби, многу големи проекции, можностите да се реализираат истите се мали.